Најголем дел од пожарите кои беснеат низ Македонија не се елементарна непогода, туку добро осмислено сценарио. За дури 90% од нив постојат сериозни сомнежи дека се подметнати. До сега се уапсени повеќе пиромани, дел од нив поврзани со опозицијските СДСМ и дури. Последниот случај е со поранешниот возач на екс-премиерот Зоран Заев, кој беше фатен на дело како со распламтен факел се обидува да започне голем пожар. Според добар дел од универзитетските професори, подпалувачите имаат различни мотиви, од економски криминал, што подразбира поволна препродажба на опожарено дрво, преку пиромански побуди до политички причини. Целта е да се прикаже наводна неефикасност, слаб институционален ангажман и власт која не може да се справи со огнените стихии. Да се предизвика страв, несигурност кај граѓаните, а тоа само по себе носи дека ево државата е неефикасна во справување со пожарите, дури и ево и помошта која што доаѓа од страна, која што се нуди и така натака. Тоа е се во еден контекст на престојните локални избори кои што на да не речам сега можда и невкусно на најмизерен начин да се соберат политички поени. Во вакви случаи, за да се ова превенира, односно со изрекување на кривични санкции, да се постигне целта е да се определат повисок, да се оди на повисоката граница на казна. Експертите апелираат да се изрекуваат максимални казни, бидејќи во трка за општествено богатење и извлекување на личен бенефит заборавивме на највредното – природата и животната средина. Од МВР информираат дека од почетокот на април, заклучно со денешниот ден, приведени се вкупно 28 лица, а поднесени се 21 кривична пријава. Најголемиот број на настанати пожари е утврдено дека се предизвикани од човечки фактор. Во врска со раната превенција од пожари, полициските служби употребуваат дронови за мониторирање на шумските појаси на територијата на државата. Со воведувањето на овие оперативни мерки, зголемена е ефикасноста во делот на раното предупредување и лоцирање на евентуалните пожари, како и детектирањето на можните причини или причинители на истите. Откако е воведена забраната за движење во шуми без писмено одобрение, биле затекнати 19 лица кои ќе одговараат по законот за шуми. Дводневна битка се води за спас на планината Готен-Беровско, потоа на неколку места во близина на Македонски Брод, а во општина Желино и Прилепските села гори веќе 10 дена поред. 7 пати поред пожарникарите гасе оган и во природниот резерват Езерани во близина на Преспанското езеро.